Чинам дека досега се нема случајно промоција на книга да доживее толку публика, толку присутни. Платото пред Младинскиот културен центар беше преполно. Толкав интерес не предизвикала никаква книга дури пред да излезе од печат. Ова е само прв том, а веќе се опфатени 333 бендови, 400 фотографии внатре, споменати личности кои што поминувале низ бендовите или се заслужни за нивниот растеж, над 2500. Ова е доволна фактографија да сватиме за какво дело станува збор. Јас со Тошо Филиповски се познавам уште од првите денови на Телма, кога и не постоја тој вид на емисии, рок емисии од тој тип. Својот сон го живее со полни гради, кога е во прашање рок-н-ролот, и ова е еден логичен след на сите активности, афинитети, желби, соништа и така натаму. Дали очекувавте дека ќе излезе оваа книга, бидејќи работата беше на мускули до последен момент, и дали ќе очекувавте таков интерес? Ти благодарам председателка за убавите зборови. Нормално дека очекував дека ова и знаев и бев убеден у себе дека ова е еден убав ден. Кој ден ќе биде тоа не бев сигурен, меѓутоа еден убав ден ќе го види светлото на денот. Тоа бев сигурен уште пред 2 децении кога видов колегата Петрина Њатовиќ во Зизи Топ ја промовираше Ексиу енциклопедијата на Ексиу енциклопедијата, и тогаш си реков во себе као во ред све ова супер, меѓутоа еден убав ден и македонската музика заслужува да има ваква енциклопедија во која што ќе бидат офатени сите оние кои што дале свој допринос. Инаку мало на дополнување на ова што го кажа, до сега не сум го кажал. Значи, се обидов дури и со овие бројки со кои што калкулирав и што ги спомена, да бидам скромен. Значи, повеќе од 2500 луѓе се, ме мрзеше едноставно да бројам. Ова се 2500 луѓе со име и презиме. Значи, многу луѓе има во енциклопедијата со прекари кои што не успеав да ги реконструирам за кои точно луѓе се работи. Едноставно тоа се генерации 60-те, 70-те, 80-те, луѓето ги запамтиле по прекари и не можев да најдам податок за кого точно се работи. Нели, тоа некоја едно реиздание ќе се обидам да го средам. Од друга страна, малку си поиграв и со бројката, не се 333, всушност 334 се внатре бендови, меѓутоа ми беше симпатична бројката, па ја пишав. Броев до 400 фотографии, ме мрзеше понатаму да ги пребројам до крај колку се фотографиите, затоа што ми избега некако целата приказна од контрола, во оној завршен момент кога се правеше финалниот производ. Првиот план беше да бидат внатре 500 бендови, кога започнав на околу 200 страни. Така некако скромно размислував дека тоа е комплетната македонска историја, иако сум сведок на неа цел живот, меѓутоа мислев дека можам да ја соберам. За на крај, истражувајќи, одејќи, укапирам дека морам да намалувам од бендови, да ги заострам малку критериумите, и до последните моменти се одлучив во ред одам со 333 бенда на 300 страни и ќе следува и втор том. За да завршните моменти укапирав дека отидоа и 500 страни со 300 бенда. Имаше ли листа за влез? Кои беа критериумите, црвената линија, кои бендови може да се најдат во рок енциклопедијата? И имав и немав, со оглед дека никој претходно, значи немав критериум, немав репер по кој можам да се водам. Дали треба еден случаен концерт, еден сингл, важен настап, имаше нешто такво? Знаеш, ова ти ја кажат приказната пред 20 години како идеја која започна. 10 години веројатно изгубив разговарајќи со разни луѓе околу разни концепти, сметајќи дека ова мора да се прави со еден поголем тим, дека заслужува едно квалитетно истражување, заслужува да се добијат средства од државата со кои што може да се направи истражување. Едноставно сметав дека најголемиот труд е токму истражувањето, пишувањето е помалиот дел од работата. Се излажав, изгубив доста време и тие први нацрти беа некаде 1000-1500 бендови за кои што се сеќав како имиња. Знаев дека морам да ја стеснам приказнава, да направам критериуми, меѓутоа тие први критериуми од пред 10 години не се и овие последните. Значи измислував критериуми. Прво беше само, да речеме, со изданија, потоа сватив многу брзо дека бендовите од 60-ти и 70-те немаат изданија, па дури многу малку се од 80-тите. Па ја проширив приказнава, ајде ќе влезат и бендови кои што имаат студиски снимки. Па потоа се прашав 60-те, исто многу малку бендови имаат студиски снимки и 70-те. Па ја проширив приказнава да влезат и со било какви снимки. На крај
не само што немаат било какви снимки тие од 60-тите, барем да имаат некаков трак, некаде да бидат запишани, да присуствувале на некоја гитаријада. Веќе после 90-те осамостојањето приказната ми беше или критериумите многу по формирани, затоа што веќе стана полесно да се издаваат изданија и тука се трудев да ги офатам најголем дел од оние кои што имаат изданија. Меѓутоа, последните неколку години сватив дека истражувајќи дека секоја сцена, морам да го појаснам и терминот рок, значи тоа е во најширока смисла на зборот, истражував во сите поджанрови кои што на некој начин kokетираат со рок музиката. Тоа во предговорот да, го кажувате, го стави во предговорот, значи ми интересираа сите музички поджанрови кои што допираат урбани. Значи поджанрови кои што допираат до таа рок култура, значи хип-хопот и джезот и модерната електронска музика и да не набројувам и субжанрови. Сватив дека секој од нив може да се изготи за секој од нив од тие жанрови да се изготи книга исто толку дебела како оваа, кило и 700 тешка. И сватив дека ова на крај ќе биде овој прв том, па веројатно и сите три тома само загребување по површината на македонската рок музика, на осташтината на македонската рок сцена. Значи македонската музичка сцена пред се. Но ова е одлична основа за идни истражувања и многу луѓе ќе може да... Дури на крај го сватив тој момент дека ова треба да биде само основа. Ова треба да биде само основа од која што ќе произлегуваат. Овде во моментот на дискографија кој што оди на крај опфатив преку, исто не ги броев, стигнав до 1000 па баталив, не можев да издржам, нема време, ќе ги избројам. 1000 дискографски единици, 1000 изданија македонски. Што е повторно шамар до сите оние медиуми кои што во денешно време не сакаат да имитираат македонска музика, водејќи се од изговорот па нема македонска музика, не постои, па имаме 2 изданија, 3 изданија, 5 изданија, не може на прстите од двете раце да ги изброиме. Не, преку 1000 со загребување на површината. Значи секоја сцена, хип-хоп сцената има преку 500 изданија. Јас споменав 5-6 оние што ги знаеме хип-хоп. Метал сцената преку 500 изданија. Ако гледаме во поширок контекст, бидејќи таа материја ви е сосема јасна, иако не сте правеле анализи такви, дали може во југословенски контекст да ја лоцирате, да ја мапирате македонската музика по бројност, по квантитет, квалитет? Дали сте размислувале каде ни е местото во таа смисла? Да, апсолутно дека се размислувал и мислам дека секојдневно сум во некои разговори, дебати, комуникации, сумот по старата генерација која што ја фати југословенската сцена и токму тие крајно средина на 80-тите па се до осамостојањето на Македонија бев дел од таа сцена. На некој начин комуницирав со многу луѓе, многу бендови од таа сцена кои што денес се етаблирани и големи, со многу луѓе кои што денес пишуваат на тие екс-југословенски простори, разни енциклопедии, се занимаваат со истражување и често се ме повикуваат за некои информации дополнителни. И секогаш имаме таа дебата. Да, Македонија е застапена со 3-4 бенда, меѓутоа секогаш им викам дека имаме многу повеќе. Во моментот знам дека се подготвува една енциклопедија, а на тие простори веќе малку идат и стручни книги издаваат, како да ги кажам, подетални. Значи еден пријател во Риека, да, општите постојат, прави југословенската New Wave сцена од 77 до 87. И ме прашуваше за 1 до 2 бенда колку што ги знае македонски, во ред викам ќе ти давам, меѓутоа уште 22 ќе ти давам. Не е можно, да, возможно е. Значи имаме прекрасна сцена и актуелна во времето во кое што обстојувала. Проблемот со македонската сцена секогаш бил квантитетот. Веројатно затоа не го приметувале, еден, а вториот е непостоење на дискографска куќа која што ќе го следи работата на бендовите. Значи, тој хендикеп низ годините се провлекувал. И тоа е друга тема за која што некојаш би сакал исто да зборувам, затоа што дури во 74-та ми се чини започнала иницијатива и е формирана иницијативен одбор и се разговарало, дури име постои Македонија диск, издавачка куќа да се формира, кај била закочена работа, не знам. А таа куќа да тогаш била формирана, многу работи ќе биле поинакви, критериумите веројатно ќе биле поинакви за составување енциклопедии. Да се вратам на прашањето, да, секојдневно комуницирам и секојдневно им реплицирам и се надевам дека во некои идни енциклопедии екс-југословенски многу поголема застапеност. Апропо Моабетот, уште еден пријател сакам да споменам кој што при крајот на пишувањето на мојата енциклопедија, по препорака на веќе споменатиот пријател Петар Јањатовиќ кој што работеше, го упати кај мене фотограф,
морам да го споменам ова, фотограф кој што направи, се уште не е излезена, мислам дека во јуни треба да му се појави, со 300 најзначени книга на фотографии, ги сликаше, значи, една позиција, не знам, како да го објаснам моментов, уметнички фотографии направи на 300 најзначени уметници, музичари од просторите на бивша Југославија. И не знаеше со кого да направи, освен со Лепи Сол во Македонија. Го викнав, го покани. Во 2 дена му обезбедив 20 македонски музичари од оние кои што имаат, па не според мене, него оние кои што направиле некој излез надвор од просторите на Македонија, кои што значат нешто на просторите на некогашна Југославија. Таа книга доправа треба да се појави, е капитално дело. Мислам, тука се автори од Арсен Дедич до Васко Атанасовски, нашиот. Значи, тоа е она што сега ми инспирира и она на што се трудам да реагирам на сите тие работи што се на просторите на некогашна Југославија, што се работат, дали документарци, дали пишувани материјали, да се вметне што повеќе материјал од македонската музичка сцена. Фактографски книгата е навистина обемна, но дали можете, ако вака се побара од вас, да извлечете некои работи, куриозитети, прва снимка, прв бенд, дали произлегуваат податоците ако некој сака да направи интересни, еве да влезе во некоја статија во вестник, што е тоа за Македонија карактеристично? Најстарите, најмладите, кој е најголемиот бенд, кој е првиот бенд на поранешните простори од Македонија, кој што би бил револуционерен по неколку Бранка, нешта? нема да ти одговорам на ова. Има многу работи, не за друго. Ми го земаш моментот кој што сакам една книга така стварно да направам. Супер. Значи, Откриваме, мене исто ме ќе интересираат чекаме. овие работи и се прашував, еве сега тука се и чест ми е и што сум во присуство на вакви Јас сакам луѓе да стигнам до музичари. моментот, имаше ли друг женски бенд, освен македонскиот, Роберт Имало, во тој момент? како немало, меѓутоа токму некако тоа ми иницираше прв женски бенд, не е првиот Волен женски Милонов бенд, се тука, првиот еве. женски рок бенд, Рок бенд. Шарм се пред тоа, меѓутоа тоа е акустика ми кај мене влегува во енциклопедијата, меѓутоа тоа прв за една работа, прв за друга работа, прв за трета и стварно ми даде една идеја и веројатно ќе ја разработам да направам една книга со такви куриозитетни моменти, интересни Тоа било моменти. многу интересно, сигурно Кој е бестселер. првото снимено издание македонско, кога е првата македонска рок песна снимено, кој е првиот албум. Ја тоа го споменувам секаде, меѓутоа тоа веројатно треба да се бара па да го пронајдеш тој момент, кој е првиот македонски хеви метал, кој е првата објава на интернационална компилација, која е првата објава на винил. Имаме некој жанр што е прв македонски? Па тоа е таа бит музика во 60-те, Битата. безимени и бисери, тоа се светски трендови, со ни почнува се. Меѓутоа ги имам, сите тие моменти ги имам. Само треба да се извлечат и да се треба стават не во со едно ова изде- ќе биде сублимирана една книга такава која што баш тоа, пошто ме прашуваат, новинари ме прашуваат кој е првото издание, рок издание. Значи да, има од неколку аспекти гледано. Безимени, појавувањето на безимени на синглицата заедно со Камелеони 69-та година на една мала синглица е прво појавување на сплит синглица. Тоа се различни термини. Прво појавување на авторска синглица е веќе со Лепи Сол, значи првиот сингл на Лепи Сол. Прво појавување треба еден лексикон на да касета е издадете друго. Прво на појавување локални термини, малски, Тоа се така, термини на кои што буквално на секој момент да можеш да му даеш по нешто дека бил прв. Така да. Награди. Награди. Ете иницијатива за манифестација, бидејќи рокерите сите ги одминуваат некако. Да. И тоа е уште една книга. Добро. Во однос на Сите почита. тајни. Да. Се шегувам, не се шегувам однос на книгата, се шегувам однос на ова што кажам, меѓутоа мојата почит кон сите овие луѓе, 2500 уште, веројатно 20.000 кои што доправа треба да бидат споменати, е огромна. Огромна и сакам навистина, макар со пишан збор да им одадам почит за она што го направиле. Ако не за друг, мене ме воспитале, сум растел со нивната музика, сум растел со она нивната порака која што упатувала и сметам за себе дека сум и успешен човек, и емотивно, и физички, и психички, било како гледано, и дека сум воспитан на она што се нарекува македонска урбана култура и македонски урбан начин на живот. Кои беа најголемите предизвици кога се пишува книга? Едно е да се има знаење, да се акумулира, да се живее рок-н-ролот, рок-музиката, но во пишувањето на книгата, каде запнавте, каде побаравте помош, каде бевте во дилеми? Запнување имаше повеќе и тоа ќе одземе цела емисија да ги кажам
оние проблеми со кои што се соочував, меѓутоа со еден збор кажано сите тие сопнување ми даваа повеќе сила за да ја истравам во приказнава. Нели, ја во принцип сум, ајде, сите викаат и наетлија затоа што кога ќе наумам нешто ќе го истуркам, прашање на време кога тоа ќе го истуркам, меѓутоа ќе го истуркам. Книгата излезе и логично да има реакции од секаков тип и прво што ми падна на памет тоа и го сугерирав да отворите нека страница, некој да се апдейтира постојано и сега исплива од површината многу ликови, се пријавија самите кои беа подпрекари, некои се заборавени, некои испуштени, но морам да признаам дека ова е навистина еден детален преглед на рок историјата. Не можат сите да бидат застапени и на толку мал простор убави се приказните за читање. За секоја група не стојат голи факти што се случило, туку тоа е еден вид на раскажување. Претпоставувам дека пред создавањето на книгата претходеа милион интервјуа. Кога се учиш, кога одиш низ некој тунел кој што е мрачен и не знаеш кај ќе излезеш од тој тунел, повторно навраќање на првото прашање, сам поставуваш критериуми и сам се обидуваш да направиш некои параметри како ќе ја дотераш приказната до крај. Првата идеја беше дека денешно време на социјални мрежи и комуникации, дека јас лесно ќе ја решам приказната со испраќање на милион прашања на луѓето од бендовите и ќе добивам повратни одговори, ќе ги средам и ќе заврши приказната. Не било така. 3-4 години чекав, добив 20 на 50 одговори, не бива вака приказната. Одиме со друго, одиме со разговори. И тука проблеми. Денес договор, утре за разговор, нема време, ова, она, разговараш, доаѓа неспремен, да, бетме тројца во бенд, тие и толку се сеќава. На крај 6 месеци или 7 поминав во универзитетска сите стари списанија, пешадиски ги изодив, ги пролистав, на рака ги запишав сите податоци, па ги средував подоцно компјутер, повторно немав техника со која што можам да си олеснам работата или не знаев дека сето тоа може и поинаку. Научив во ред, морало нешто да се изоди за да се научи. Едноставно многу такви ситници во од ги откривав, беа супер, окей, луѓето излегуваа, сепак се наоѓавме. Мислам дека повеќе од 500 или 600 разговори направив со луѓе. Значи не со сите, затоа сега има некои моменти во кои што некој реагира, мојата приказна не ја слушна само од едната страна, со извинение не успеав да се видам, иако имам желба и се уште стоам на располагање на сите оние со кои што не се видов да се видиме, ќе ја слушнам и нивната приказна и во некое едно издание ќе го офатам или ќе направам реконструкција. Највеќе проблеми ми одземаше и представуваше реконструкцијата на настаните. А со оглед на тоа дека многу малку луѓе се сеќава кога точно отсвирале концерт, кога точно е излезено изданието, кога точно снимале, во која постава снимале не се сеќава, кој им гостувал на снимањето не се сеќава, со кого свирале на концерти не се сеќава, значи можеби дека рок музиката иде паралелно со алкохолот и со други работи. Можеби тоа, можеби. На крај некој ми рече од пријателиве после промоцијата, друже, знаеш дека поголем дел од нас не ти верува дека ќе истуркаш приказната, па затоа Тоа сакав да прашам, дали со излегувањето од печат на книгата конечно и неверните томовци или како веќе поверуваат дека ова важна работа, зашто имавте проблеми да ве сватат, да сватат сериозноста на ова издание. Тоа е еден од одговорите кои што една од реакциите кои што веројатно дава одговор на сите тие проблеми што ги имав, сладки проблеми, не се тоа намерни, значи ја не викам дека луѓето намерно не сакаат да влезат во подрумите или на таваните да ги извадат старите фотографии. Ги мрзеше, ајде сега што ќе видица фотографии, некаде се, али после излегувањето на енциклопедија веднаш стигнаа реакции, друже, извини, ја не стигна да ти вратам информации, може сега да влезат, може, ама за вториот том не е проблем, или да ти дадам фотографија, може, ама тоа е тоа. Во секој случај не се жалам, мислам, мене ми беше сладко. Повторно ќе кажам, ги почитувам тие луѓе и милион разговори да направам, мене ми се драги тие. Секој откривам по некоја ситница. Кои беа местата на злосторството? 25 мај, домот на млади денешен МКЦ, беше главната сцена. Па генерално да, ама тоа е од периодот од кој е отворен МКЦ, значи 74-та, значи отприлика едно 10 години по почнувањето, оформувањето на македонската рок сцена. Претходно се тие 10 години на, ајде да речеме, свирење, игранки,
по разноразни местни заедници низ Скопје. Меѓутоа еден момент кој што го сватив и што ми дава сега дополнителен мотив подобро да ја разработам приказнава, во Македонија на тие почетоци 60-тите особено, постоеле сцени не само во Скопје, постоеле сцени во сите градови во Македонија, а многу интересно, една од друга малте не знаеле дека постојат, значи немало комуникација. Што ми е многу интересен момент, немало размена на бендови, дури доаѓа некаде кон крајот на 60-те, не знам, скопски бендови да свират во Битола или на некои гитаријади, претходно немало таков случај. И тие се многу интересни за истражување како информациите за воопшто за светската рок музика доаѓале кај нив. Значи, освен она класична приказна Радио Луксембург, имало многу интересни случаи. Повторно тоа резултирало со различни стилови, што немале допир меѓу себе стиловите или не тогаш затоа што секаде во светот е таа бит музика почетоците тие. Меѓутоа, веќе кон крајот на 60-те години и почетокот на 70-те, наеднаш доаѓа нови генерации, таа втора или трета генерација, сега работам и на една таква тематика, делење на периоди како се развивала рок музиката во Македонија. Таа втора и трета генерација наеднаш веќе е осознаена, веќе пред нив некој работел, тие ги интересира што се во светот случува и веќе доаѓаат и оние потешки рифови, значи Led Zeppelin, Deep Purple, такви работи, и тоа се веќе малку посериозни бендови кои што покрај пресвирување на Black Sabbath, покрај пресвирување веќе ги интересира да набават поквалитетна опрема, да создаваат своји песни налик на тие, веќе тоа е малку посериозната приказна. Тие се посериозните херои. Многу приказни има и ќе се вратам на прашањето. МКЦ е главниот стожер, де факто, мислам, од 74-та па до ден денес е тоа огромен број на настани. Меѓутоа, затоа и почнав приказна, секој град си има свое МКЦ, си има свое место во кое што домовите на култура се менувале погледите, животите на јадници луѓе. Значи, рок-н-ролот ги менува животите на луѓето. Начинот на живење на рок музика, на рок-н-рол ги менува. А има ли такви луѓе кои што се во сенка? Јас ми паѓаат на памет неколку, дали низ оваа книга, опфаќајќи ги бендовите, доаѓаме до некои ликови кои што биле мотори на случувањата, а не биле дел од бендови, не биле музичари, организатори. Тоа е третиот том. Не сме разговарале со Тоше за ова, ама ова се просто логични некои прашања кога ги читате. Апсолутно, логично мене ми произлезе ова од пишувањето. Јас сум дел од хорот, од дете пеам таму, знам дека еден Панде е битен лик. Апсолутно, значи многу, значи она што истражувајќи и пишувајќи го сватив дека во оваа книга не можам да ги ставам оние луѓе кои што никогаш не биле дел од бенд, а без нив сцената немало да функционира. И тоа музичката младина на Македонија ми паѓаат на памет и други. Поаѓам од еден, Братислав Зафировски. Сум легенда, топ да е споменат на милион места, меѓутоа заслужува посебен файл. Валентино Скендеровски, можеби повеќе од било кој е исто така споменат како продуцент, заслужува посебен. Да не ги зборам менаџери, значи бендовите од 60-те и 70-те за разлика од денешниве си имале своји менаџери, светломајстори, тонци, луѓе кои што цело време биле со нив, па и пријатели кои што им изработувале плакати, то дизајнери. Тоа како кој Битл си последниот член Мартин, мислам не би бил бендот предходниот. И овде имало, низ сите генерации имало луѓе кои што секогаш биле до бендовите, никогаш не биле дел од бенд, меѓутоа без нив продуценти, издавачи, промотери, турменаџери, секакви профили на луѓе без кои што сцената не функционира. Апропо прашањето, и денес она што како теза го и упатувам како порака, значи и денес сцената не ја чинат само бендовите. За жал некои луѓе мислат дека музичарите се единствените кои што ја чинат сцената и дека ако се поддржува, треба да бидат поддржани музичарите, не треба да бидат поддржани целата сцена, што значи не субвенции, него поддршка, градење на сцената. Вие сте еден еклатантен пример. Мислам, не знам, без вашето присуство на различни нивоа во сцената. Не само тоа, мене ми е жал за овие луѓе што ти ме праша и што ги споменува. Ги забораваат во приказната издание, во приказната наречена турнеја, во приказната наречена, не знам, одбележување на нивното творештво. Ги забораваат, тие се многу битни луѓе. И затоа сакам третиот том да им го посветам на нив, на луѓето кои што ја помагале таа сцена. Дали после промоцијата имам впечаток дека кај многу луѓе ја вративте љубовта, размислувањето дека можеби можат да се најдат заедно, да засвират заедно за некое
повторно обединување на бендови, зашто толку енергија вистина ретко се гледа на некое место. Многу луѓе веќе во подминати години со толкава младешка енергија, вистина ретко се среќава. Добив и такви информации дека и тоа генерација од 70-тите, да, ние пензионери сега се спремаме да се враќаме во живот. Меѓутоа добив и други информации, кои што ми годат, меѓутоа една сопруга на драг пријател вика ми направи проблем со енциклопедијата. Маш ми прво што направи дента, после тоа отида да купи гитара и ќе се враќа во живот, а гитарите не се баш ефтини, реши повторно да се оформира бендот и да троши од домашниот буџет, али мене ми е драго сето тоа. Наместо да одат по кладилници, во секој случај боле да земат гитара и да свират, а и ќе инспирираат веројатно уште нови генерации на бендови. Инаку, еве, кога се Ројал Алберт Хол тука, значи она што подитно треба да се направи реунион, значи тој мојот ја ќе го водам диалогот, многу ми е мене битно. За мене лично, јас сум ги гледал Ројал Алберт Хол, меѓутоа помладите генерации, вашите деца, внуци, не знам, пријателки немале можност да ја видат. Макар за една свирка и то само, еве, и за декози, и за коцкалет, и за клержо. Зашто да не се направи еден реунион, макар за една свирка на која што... Тања си купи гитара пред некоја година со таа идеја, значи инструменти имаме, волја имаме, треба да земеме да вежбаме. Да, и вториот момент, не дека измислуваме топла вода, тоа е некој нормален след на нештата, а и ја прави сцената секогаш да биде мистична, движечка, интересна, и уште нешто околу книгата што го заборави, значи, големиот придонес на оваа книга е на постарите генерации да им каже со нив не завршила рок музиката, затоа што тоа е де факт, а со долги години кај нив мислењето е со оние што престанале да занимаваат со музика. Ние во наше време свиревме и тука после нас се заврши, а на младиве деца да им каже, да им покаже дека со нив па не почнува. Некој пред тоа ставал камчиња, ставал, и тие ќе ставаат, и некои идни генерации ќе ставаат. Тоа е големата придобивка и навраќање на првото прашање. Да, пресреќен бев кој ја видов сите тие луѓе, затоа што една од моите желби низ сите овие години е тие генерации еднаш да застанат заедно, да се видат синови, деца, музичари и да поразговараат меѓу себе. Јас и со помлади, некоја сум средна генерација, и со помлади, и со постари сум разговарал, и секогаш биле овие приказни. Абе, остај ги децава, не знаат, во наше време се свиреше. Разговараш со помладите, абе, старци, бе, појма немаат, што музика свиреле. И некогаш некој јас, тој јас се должеше токму на непостоење на вакви пишувани материјали, да им покаже и на едните и на другите, светот се движи, светот се движи. И тие се оние гласноговорници на животот, тие го создавале идентитетот на овој народ со инструменти, со пораки, така да, ете, можеби тоа ќе биде придобивка. Да, секоја чест. Мислам, ти благодарам. Благодарам на тебе. Thank you.